Во нашето студио, мојата драга колешка Ирина ја пречека нашата прва гостинка, Дијана Мариновска, магистар по физикална терапија. Ке биде темата за активностите и вежбите на дечињата, оние најмилите во летниот период. Јас ке ви кажам добро утро и добре ни дојдовте. И се надевам дека сме во убаво утринско расположение и да се зборуваме за нешто вакво, затоа што јас Иринче само морам да кажам, многу си ги сакам децата. И забележувам и уште од бебиња, кога нели ги масираат или им прават нешто, кога ги пресоблекуваат, облекуваат, тие едноставно уживаат и тие видеа ми се толку сладки и се велам како од мали нозе е потребна масажата, така ли е? Така, и физикалната терапија и вежбите. Да. Тоа е еден начин на поврзување на бебето со мајката и на создавање на здрави навики. Така, повелете со разговорот. Токму и таа тема ќе биде денеска. Но само да прашам дали ќе се напиете нешто од нашата мини кујничка, дали сакате да ви подготвиме кафенце или нешто? Благодарам, доволно ми е вода. Во летниот период нашите гости се почесто со На водата вода, се, така. да, и убаво за вас. Добро, во ред како и да е, повелете да слушнеме зашто ќе зборуваме поточно. Да, значи еве како што каже и Слободанка, денеска имаме навистина убава тема, ќе зборуваме за активности и вежбички на дечињата, односно на бебињата во овој летен период. Наша гостинка е Дијана Мариновска, која што е магистар по физикална терапија, која што ни доаѓа од клиничката болница Аџи Бадем Систина. И овде да кажеме дека може да си вклучиме и телефонски линии, тоа значи дека доколку имате некое прашање до нашата денешна гостинка, слободно телефонските линии се отворени, ќе ве поврзат колегите овде во студио и нашата гостинка Дијана Мариновска со задоволство ќе одговори на прашањата. Сега, добро ни дојдовте во утринската програма. Би сакала да го започнеме разговорот со тоа кои вежби се прават во летниот период кај новороденото бебенце. Прво да нагласам дека во секој период, па и во летниот, бебето мора да излезе надвор. Односно, тоа е една најубава вежба, нели, сензомоторна стимулација, која е во најголемата игротека на светот, нели, надвор. Бебето ќе видите веќе од почетокот, нели, само кога само новородено, веќе немаме препораки, нели, по 40 дена да седи дома. Тоа сакав да прашам. Што е со тие препораки до 40 дена да не се изнесува? Ги нема веќе тие препораки. Тие препораки ги нема, го носиме бебето надвор да ја добие целата таа стимулација од надворешната средина и за некое време ќе видите кога ќе почне, нели, да гледа и подалеку како тоа се восхитува на гранките, како реагира на ветрот кога ќе го дува, како реагира на куче, на маче, на дечињата од околу. Односно, најголемата грешка што може да ја направиме постојано детето да биде дома, а тоа верувајте многу често се случува. Односно се соочуваме со родители кои што постојано бараат изговори зашто да не излезе бебето надвор. Дали треба да јаде, треба да спие, па е многу топло, па многу ладно, па дува, па има дожд, но тоа е стимулација која што секое дете треба да ја добие, значи уште од новороденче. Сега, вие работите со новороденчиња и со бебиња до 2 години. Ме интересира кои се првичните вежби и кога се започнува со првите вежби, со првата активност, да кажам, на новороденото? Видно што му ќе падне папучето, се става бебето на меши, така започнува, тоа е основата на физичкиот развој и менталниот развој, затоа што физичкиот развој е основа на менталниот развој, односно бебето ако постојано лежи на грб, ќе има и ограничен ментален развој, затоа што не може да се посегне, да се сврти по играчки, не може да размислува нели до каде да отиде, како да стигне до таму, колку е нешто длабоко, високо. Така да физичкиот развој го поттикнува и менталниот развој и тоа почнува веднаш што му ќе почне, што му ќе падне папучето, поставувајќи го бебето на меша, а со музика, со зборување, со светлина и нели уште од првиот ден. Кажавте кога ќе падне папучето, тоа е отприлика 7 до 10 дена, претпоставувам, така, најмногу, колку што јас се сеќавам. Да. Сега во мое време, јас сум малку имам поголеми деца, значи не се ставаше детето веднаш на стомаче, беше дури и страшно, ама сега гледам дека веќе новите пристапи, новите методи веќе се сосема поразлични, значи новите мајки веќе ги носат децата надвор и пред 40 дена ги ставаат, еве како што кажавте, веднаш на меш и тука сигурно се стимулираат оние мускули каде што треба да се држи главчето исправено, да се дига. Јас знам порано пред 20 на години моравме да го придржуваме главчето кога го држиме бебето, сега претпоставам тоа не е така.
Па има не до начини толку како како да тоа веќе да биде вежба, да не е позиција, да биде вежба, за да не се навикнува да му ја држиме главата, а веќе да почнува да користи. Све тоа да биде нели прилагодено на возраста, со внимание секако. Сега вие работите, Дијана, со дечиња кои што се со бебиња до 2 годишна возраст. Кои најчести вежби се практикуваат покрај тоа што не се излегува надвор, меѓутоа, еве, доколку не се во можност родителите или можеби временските услови, сега не може во секое време од денот да се изнесува надвор, треба да се почитуваат и препораките, нели, бидејќи температурите барем овде во Скопје достигнуваат и над 40 степени. Да. Значи, додека се бебињата дома, кои вежбички би ги им препорачале на родителите или пак на бабите, дедовците, бидејќи и тие се оние кои што ги чуваат децата? Да, ајде прво на првото што го кажавте околу позицијата на Меша, да споменам дека многу често кога ќе дојдат бабите кај мене, кажуваат дека па ние стварно не ги стававме бебињата на Меша, не го правевме тоа, и ќе кажам дека порано, значи пред неколку години, 20-30, имало случаеви кај бебиња што лежат само на грб и тогаш развивале асиметрија. Од таму потекнува идејата дека бебето треба почесто да се става на Меша за да се избегне таа асиметрија, искривување на телото, искривување на главчето, па и на целото тело како банана форма. Од таму потекнува таа идеја. Но откако почнале да ги ставаат на Меша, па неконтролирано почнало да се случува синдром на ненадејна смрт, заради тоа што бебето не било спремно едноставно да цело време седи на Меша, не може да подигне главата и нели се задушува. Затоа све да биде дозирано. И колку време се препорачува еве да се стави на Меша? И мене ме интересира бидејќи да, многу интересно, но секако дека мора да е со контрола, не може само да се остави така. Многу интересно да видите како све се е во дозата. Значи јас почнувам со 1 минутка. 1 минутка на Меша и тоа е различно во секоја возраст, различни се очекувањата, односно кај новороденче не може да очекуваме ние да подигне главата 1 минута, ама затоа па на 3 месеци 1 минута треба да биде убаво подигнато, нели да гледа наоколу, да се врти, да бара мајката и така. И секој ден зголемуваме уште 1 минута. Една са бајле минутка, една на попладне, третиот ден 3 минутки, ама една са бајле, една на ручек, една вечер и гледате како постепено, без бебето да плаче, без да имаме потешкоти, се навикнува. Иако се уште внимаваме во тој период да бебето не спие на стомак, или да, ако спие, да е само под надзор на пладневните дремке и да е под надзор на мајката. Да не е навечер, нели, кој ќе биде подлабок сонот и кај бебето и кај мајката. Па постепено, нели, понатаму и тоа да се воведува и да се навикнува. Но откако бебето ќе ја подигнува на главата, веќе немаме токава опасност од синдром на ненадејна смрт, затоа што тоа, нели, ќе се подигне, да, кога ќе осети дека нема доволно воздух, ќе се подигне, ќе се одбрани. Така. Сега, што е со она, да кажеме, седнување, на која возраст може веќе да седнува бебето? Сега претпоставувам веќе се многу порано тие некако не на 6 месеци, не мора да се чека 6 или 8 месеци како беше во минатото. Сега и многу порано гледам ги седнуваат и многу ме интересира мобилните телефони и таблетите или уредите кои што се даваат на многу мала возраст. Тоа обично, еве и самите кажавте пред да почнеме со разговорот, дури на 6 месеци, што е навистина многу рано да се даде, бидејќи веќе во тие месеци можат и дечињата, бебињата да држат, нели, предмети. Што може да се дават. Наместо оние тропкалчиња што ги имаше порано, сега наместо тоа се дава мобилен телефон или таблет, што е навистина загрижувачки. Да, родителите кажуваат дека се чудат на децата дека толку многу знаат со телефонот, како да се родени со научени за што да прават со телефонот. И тоа да многу често се случува отколку и ке се седнати, многу рано се седнува. Тоа од секогаш било така, мислам дека има и во другите држави, во развиените, и во Шведска и во Америка, кај што има препораки за порано седнување на бебињата. Иако невролошки е покажано дека ако све е во ред со детето, може и нема да има никакви искривувања, ама и да има и најмала една тронка, нели, ризик за нешто, за некаква асиметрија, тоа ќе се појави тогаш и ќе се засили, нели, ако го седнеш порано детето, едноставно не е спремно. Так. И нели се создаваме проблем кај што можеби ќе го нема, така да невролошки ние очекуваме да седи бебето кога ќе може само да седне.
Па ете ги да ги поврзаме тогаш овие насоки. Наместо на телефоните во рака да се даваат, треба најмалку 2 часа детето да биде надвор. Уште од новороденче, нека спие надвор, нека се гледа, нели, нека јаде надвор, нека цица надвор, така. Така, свежиот воздух, значи пак ќе кажам ветренце, и сонце малце, и да е облачно, и да врне, и тоа е сензорна, многу убава сензорна стимулација. Па кога ќе проди да шљапка во вирчиње, значи сето тоа треба да го искуси детето и да се развива и психички и моторно низ тие движење. Кога е дома, нема зошто да брзаме да го седнуваме. Треба детето да научи да се врти, треба да научи да си лази. Ако го поставиме на меша секој пат кога не можеме, нели, да му се посветиме, треба да сготвиме, треба да се стушираме, нели, да завршиме некои обврски. Не мора да го ставиме во хранилка, во столче за да седи мирно, нели, да знаеме каде. Може да го ставиме на под со одбрани играчки, нели, да не се тоа ситни играчки. Малце подалеку да му ги ставиме и да го чекаме детето да се помачи за играчките. Дали ќе биде тоа преку вртање да стигне до играчките, дали ќе биде преку лазење, тоа самото ќе си се избори, нели, со желбата, затоа што ти имаат висока мотивација кон играчки, со желбата да дофат играчката ќе се избори нешто да се развие на некаков начин. Така. Сега, пред да го завршиме разговорот, сакам само да ве прашам, доктор Дијана, кои се придобивките и колку се важни овие вежби на бебињата до 2 годишна возраст? Па ете, споменавме дека детето се развива и ментално. Односно се зборува за момент кај што како детето се однесува во игротека надвор, нели, на игралишта. Можам да предвидам како дете ќе биде во иднина на работното место и во училиштето. Па мислам дека не мислам туку тоа се докажани истражувања, нели, кои што покажува дека детето го обликува раниот физички развој. Ако не научиме, нели, тоа се основи да се вртиме, да седнуваме, да одиме и колку брзо ќе го научиме тоа. Ако премногу брзо напредува детето, води кон некоја хиперактивност. Ако пребавно иде, па идеме кон некоја дете кое што е склоно да се седи, да се дебелее, да се искривува, нели, понатаму. Помалку, да не е толку остроумно како што очекуваме, нели. Може пак ќе биде во граници на нормала, ама така ќе биде малце побавно, како да кажам, нема да заостанува, но ќе... Значи, има разлика меѓу оние дечиња кои што се носени надвор, кои што им се дозволува, значи, природно да ја почувствуваат природата, така, да го почувствуваат, како што кажавте, ветрето, сонцето, дождот, земјата, песокот, тревата. Да шлапкаат во вирчиња, нели така, отколку оние деца кои што се, јас ги велам, во стаклено звоно чувани дома. Мислам дека, како што убаво ве разбрав, дека има разлика помеѓу тие бебиња, дечиња и во какви личности ќе прераснат понатаму, така? Нели, имаме повеќе истражувања за поголемите дечиња, 6, 7, 8 години, кај што покажуваат дека истражувањата покажуваат дека физичката активност ги носи кон подобро учење, подобра меморија, побрзо да сваќаат, побрзо да читаат, нели, подобра мозочна активност. Помалку се истражувањата кај маличките, но тука е па основата. Така е. Ви благодариме многу за ова утринско гостување. Ќе се видиме повторно на некоја следна тема, значи да резимираме, носете ги децата надвор во оние утрински рани часови или можеби рано стануваат. Ете така, или можеби подоцна навечер. Вас ви се заблагодарувам и ќе ве ослободиме сега да се вратите на вашето работно место. Ви благодарам јас. И јас ви благодарам, многу убави совети за сите оние мајки кои во овие утрински часови, како што кажавте, будни се и не следат, па еве добре дојдени секогаш. Ви благодарам исто уште еднаш и да се видиме повторно